Пациентите со хемофилија ги трошат последните залихи на лекови и стравуваат дека за брзо време ќе останат без фактори за коагулација на крвта што за нив живот значат. Од Сдруженијето Хемолог алармираат дека тендерот е распишан и сите процедури за набавка се направени, но терапијата се уште доцни. Од октомври наговестуваме дека ќе има недостаток, ќе има проблеми и се нешто се влечи. Сега ќе биде тендерот, после ќе биде тендерот, сите тие работи. Меѓу другите работи, како обавивме разговор во Министерство за здравство, наидовме на разбирање. Фондот за здравство исто ни удоволи. Кај ни е тука запрен сиот процес, што ние еве денеска сме 28 април и уште немаме фактори, то не ни е познато, а имаме и други пропратни. Во моментот се лекуваме и со несоодветна терапија. Од Фондот за здравствено осигурување велат дека проблемот не е до нив ниту до Министерството за здравство. Тендерот е распишан, а кочницата за набавката на терапиите допрва ќе се утврдува. Проблемот со континуитетот на достапноста на терапиите очигледно е проблем во повеќе подрачја и дека сите заедно ќе мора да го зголемиме притисокот во оперативното извршување на работите. Во меѓувреме, веќе имало недостиг на одредени фактори на Институтот за трансфузиона медицина, а сега пациентите со хемофилија се лекуваат со заменски медикаменти. Прашуваат што доколку се одолговлечи постапката за набавка на лековите, а некој од пациентите има крварење поради повреда или сообраќајна незгода. Ние како пациенти стравуваме затоа што со промена на препаратите може да се создадат антитела. Ние и онака немаме квалитетен живот. Затоа би ги замолила сите релевантни фактори во оваа држава да обрнат внимание и да стават акцент на хемофилијата. Во Македонија потреба од фактори за коагулација имаат повеќе од 200 луѓе, а тие, посебно осмицата на хемофиличарите, им е неопходна да им сопре крварењето.